Професор Бачев, сега да разговараме за протестите. 20 можеби повеќе дена протестираат не само во Скопје, во главниот град, туку и во многу градови низ цела држава. Граѓаните излегуваат и најчесто од изјавите на граѓаните забележуваме велат дека тие излегуваат за да не се воведе двојазичност во Република, да не се направи федерализација на Република Македонија. Што е повод, а што причина за протестите и на какво ниво е националната свест на македонецот, на граѓаните? Вака се ово што кажавте, значи платформата има своја причинско-последична врска со овие протести што ги гледаме сега секојдневно. Сега тука најбитно кој стои за нив, дали се организирани од партија или не се организирани од партија, бидејќи јасно е дека за секој протест, поголем протест, мора да стои некоја поголема партија. И предходните кога беа пред владата, така наречени шарените, кога беа формално правно гледавме организатори од редот на граѓанските организации, но јасно беше дека тука во позадина стои Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа тоа се небитни моменти. Битно е сега народот да издржи во овие протести, а гледаме дека масовноста ја има за одбрана на државата, бидејќи пак ќе повторам, таа албанска платформа е опасна за Македонија и македонците и сега само останува значи да истрае народот во тие своји барања, а финалето многу брзо ќе го видиме, бидејќи ќе ги добијат на протестите за заедничка Македонија, организаторите бараат да се воведе, да се направи една платформа за Македонија. Што ќе биде со нивните барања? Па јас не сум така представител на тој термин македонска платформа, тоа мора да се крсти поинеко, да има поинаква формулација, дали меморандум или некој стратешки документ, бидејќи не можеме ние како македонци, како мнозински народ тука во државата своја да правиме платформа, тоа што признаваме дека има и друг народ со своја платформа, значи протставуваме една платформа на друга платформа. Не може да има две платформи во Македонија, мора да има еден стратешки документ, национален документ. За жал тука затоа и Македонската академија на науките и уметностите, кој што во 25 години е единствена од соседните академии кој што не изготви таков национален документ во кој што ќе бидат испишени сите тие основни национални интереси и тоа е многу битен. Ако сега успееме, никој пат не е касно, ако сега успееме да се формира, нашиот меморандум е добра основа за ова, значи да се испишат тие неколку точки во кои што ќе се обврзат сите македонски партии дека нема да чепка никој во нив, без разлика кој победува на избори, кој формира влада. А за сето останато, кој какви субвенции ќе дава, кој каква даночна политика, кој какви економска политика, кој каква спортска, културна, младинска, за тоа слободно нека се расправаат. Нека одат по митинзи, нека се врегаат, нека се расправаат за тие работи, меѓутоа за тие основни точки кои што ќе се набележат во таа основна платформа, секој ќе даде обврска дека нема никој да чепка во нив. Така кога се работи за националноста на Македонија. Тоа се 4-5 работи во кои што сите ќе дадат обврска дека нема никој да чепка во нив без разлика кој ќе формира влада. Луѓето на овие протести протестираат мирно и достоинствено за разлика од шарената револуција каде што гледавме сквернавање на објекти, фрлање со бои, уништување и така натаму. Мислите ли дека со оволку мирни протести може да се промени одлуката на Зоран Заев за да не ја прифати албанската платформа? Па видете сега изгледа таа тактика или да кажеме или стратегија на протестите до сега е соодветна на настаните во реалноста, бидејќи сега нема потреба од нешто порадикално, бидејќи сега гледаме дека колку тоа е искрено во своите изјави ретерираат и од страна Социјалдемократскиот сојуз. Еве Заев во неколку наврати кажа дека не сака да формира влада без да му биде додаден мандатот, бидејќи тоа и самиот кажува може да доведе до несакани последици. Од друга страна го слушнавме и Али Ахметов Дуи кој кажа дека ако конституираме собранието, ако избереме влада без договор со ВМРО ДПМН да се согласи со таквите решенија, тоа може да биде многу опасно за земјата. Значи они тоа самите го кажуваат, а од друга страна веќе јас спомнав тука во текот на емисијата дека доколку тргнат со таа да усвојат таа платформа на штета на Македонија, на македонците, тогаш еве и јас јавно кажувам, а тоа верувам дека ќе биде концепирано од страна на самите организатори на протестите, тогаш Македонија веќе не само со ненасилни демократски средства, него се брани и со насилни средства, доколку се јави потреба од такво нешто, али да се надеваме дека нема да дојде до таа работа. Но организаторите најавуваат дека протестите ќе траат се додека не се исполнат барањата на македонците, така? Па тоа самото по себе кажува дека тие барања се дека да се отврли таа тиранска платформа и да се формира влада согласно уставот со доделен мандат. Значи ако се отстапи, ако не се прифатат тие барања, ако се тргне да се прави таа влада спротивно уставот, значи тогаш ќе дојде во властие, а во властието веќе е основ
да се радикализираат протестите. Затоа Но гледаме на овие протести и многу припадници од Социјалдемократскиот сојуз, кои што видовме и таков случај, еден член симпатизер на СДСМ ја скина членската книжка на СДСМ и кажа дека не гласал за ваква програма, за ваква политика што ја објави СДСМ, односно за сеалбанската платформа. Пред изборите се кажуваше едно, сега се зборува друго. Пред изборите кажува нели ветување на голема плата и многу од 500 евра за секој граѓанин и многу други работи, така, а сега излезе платформата. Па значи ние сега очигледно дека проработи свеста кај сите македонци дека ова се судбоносни моменти. Во каква држава? Но не само од Социјалдемократскиот сојуз, гледаме од повеќе партии. Не треба сега тука луѓето да ги врзуваме партиски. Значи сега тука треба да гледаме на искрена загриженост за состојбите во земјата. Јас пак ќе повторам. Државата сега треба да се сочуваме, треба да се одбрани, а после во едни нормални услови. Гонењето на криминал е нормална работа во сите земји. Ние дури за една таква работа веќе тоа го фетишизираме. Тој криминал формиравме специјално јавно обвинителство, иако во сите нормални земји тоа е нормална работа. Кој криел, кој крадел, правил криминални дела, нека оди во затвор. Меѓутоа, на тоа има нешто повисоко. Мора се сочува националните и државните интереси, тоа се неколку работи, а за се друго после кој каков дали правил, не правил криминал, еве ми ги тука ги имаат институциите на системот, ги имаат обвинителствата. Еве што му фали на Заев да излезе во јавноста да го покаже документот и да каже не прифаќам двојазичност, не прифаќам промена на грб, знаме, химна, не прифаќам промена на обележјата на полицијата и на униформата, тогаш еве ја прв ќе излезам како... Дали тоа е оценувано од албанските партии? Тоа сега е ирелевантно за нас како македонци, дали е оценуван, не е оценуван. Он треба јасно да излезе да каже дека тоа нема да го прифати, да го покаже договорот коалициски со ДУИ, и ако ги нема овие работи, еве ние први ќе излеземе како Народно движење за Македонија, ќе му посакаме успех како премиер во новата влада, а после кога ќе формира владата, ќе си ги има сите институции. Владата го назначува јавниот обвинител, владата го назначува министерот за внатрешни работи, ќе си ги има сите институции, па сега еве да се изразам народски, ќе ги позатвори сите што краделе, ако смета дека али пак ќе повторам, ако ја струшиме, ако дозволиме да се сруши државата, готово е со нас македонците. Нема, освен за оние што имаат некои резервни држави. Зиедин Сила го негираше постоењето на македонската нација, химна и знаме. Тој порача: ние во ниту еден момент нема да се откажеме од бинационална држава, или целосна рамноправност помеѓу албанците и македонците, или ние албанците тука сите заедно ќе формираме федерација. Ова е порака на Зиедин Сила. Па за жал ние ја нема пораката од Марко Звревски, од обвинителот. Ние поднесовме иницијатива до него на едни такви изјави, веднаш треба таа партија да се поднесе предлог да се забрани. Меѓутоа сега на некој му одговара, еве во таа дури гледаме во таа длабока медиумска поделеност, гледаме одредени телевизии веќе што се под контрола на опозицијата, дури му даваат преголемо значење. Вие гледате се секоја вечер, Села е главна звезда. На почетокот на вестите прилозите почнуваат со него. Тоа не е случајно. Тоа се дава едно охрабрување, еден психолошки момент кој што е многу битен за албанците. Едно охрабрување, така да јас тука ќе кажам дека значи не се криви нас ниту албанците, ниту странците, ниту соседите. Целата вина, целото ова зло што го доаѓа од нас самите. Гледате на таа длабока поделеност меѓу политиката, меѓу медиумите, од нормални држави. Но овие негови обраќања доведуваат до меѓуетнички тензии, можеби во Република Македонија. Тоа бидејќи ја има силната медиумска поддршка. Јас кажав, гледате ги вие вестите вечерва на, да кажеме, на тие телевизии со национални концесии, кај што гледаноста најголема, вестите почнуваат со прилози 5 до 10 минути со изјавите на Села. Значи тоа е не случајно, тоа придонесува за тоа разгорување, на таа да кажеме омраза, на тоа храбрење. Инаку во едни нормални држави, да кажеме, дури кога би имале едно силно регулаторно тело, медиумско, под владата, такви изјави би биле забранети, бидејќи во воредни околности и цензурата е нешто што е дозволено кај медиумите. Еве тоа случајот еве само го имаше скоро во Америка, таму таа една Ал Джазира која пренесуваше некои изјави кои што не им одеа во корист на американците. Кога беа во контекст на тие терористички активности, излезе и американскиот председател поранешен кажа дека ќе се воведе цензура на тие информации и никој да не го свати како толку страшно. И пратеничката Месила дода од Албанија исто така со вакви провокативни изјави во повеќе наврати. Таа Македонија ја нарекува Илирида и бара референдум за независност на Илирида. Како да го сватиме ова? Па сега не би давал толку големо значење на таа албанска пратеничка, меѓутоа тука пак е поразителна таа институционална немоќ на нашите институции.
Значи гледаме како држава сме многу ранливи, многу слаби, бидејќи гледате сега таа на граница поминува слободно, влегува на македонската територија, во една нормална земја, таа веднаш би била вратена назад и би бил удрен печат во тој дипломатски пасош да не може да ја посетува земјата. Нормални држави така се справуваат. Еве видовте сега, имавме случаи во Холандија каде што турска министерка се обида да влезе во земјата, веднаш уште на граница беше вратена назад. Така да јас тука пак ја гледам таа слабост, таа немоќ на нашите институции, нашите органи соодветно да одговорат на таквите провокативни дејства што ги прават политичари од странство. Како сега го оцените развојот на политичката состојба во земјата? Можен ли е според вас конфликт од поголеми размери и дали е загрозен опстанокот на Република Македонија? Треба ли да се откажеме од нашата историја и од нашето име? Ние како Народно движење за Македонија нашиот став е јасен. Неменување на името и од тука дури не сакаме да размислуваме, камоли пак да се преземат некои активности во таа насока. Сега во однос на вториот дел што кажавте, тоа може да го спречиме само ако се вразумат сега најодговорните Груевски и Заев. И пак сега во овој момент еве историјата им доделила таква улога, се најбитни за едината на земјата. Значи да се вразумат, да седнат, да го израдуваат народот и сите граѓани со тоа домашно единство. Бидејќи ако седнат оние двајцата, нема странска сила што може. Но тоа е невозможна мисија тие да седнат и да се договорат. Зошто? Зошто толку омраза помеѓу двете македонски најголеми партии? Тоа е чудење. Наведум изгледа многу лесно, само да седнат и да се договорат. Ама од друга страна еве тоа го чекаме веќе 25 години. Значи тука е спасот доколку не сакат да седнат еве што велите, не сакат да се вразумат, не сакат да го израдуваат македонскиот народ со едно семакедонско решение, тогаш не останало ништо друго освен народот да ја реши судбината. Како ќе ја реши? Па еве сега со овие протести што ги гледаме доколку издржан, народот нема да дозволи таа се албанска платформа да биде прифатена и од тука после доколку не дојде до некои несакани последици, што не сакам јас да верувам во нив, најизгледно решение во овој момент е сепак земјата да оди на нови избори. Ние дури како Народно движење за Македонија имаме посебен мотив да ги бараме тие избори, бидејќи да ја потстам јавноста на 11 декември нашите листи не беа пуштени на изборите од страна на ДИК како резултат на тие политички сценарија, бидејќи на таа фамозна седница до раните утренски часови кога известител бил Виолета Дума во ДИК, нашите листи беа отврнени бидејќи претходно тие внатрешни анкети кои што ги прават ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ како големи партии, они секојдневно прават анкети пред изборите за нивни потреби, им кажале дека НДМ ќе има од 3 до 5 пратеници. И од тоа значи како резултат на таа политиката и политички сценарија, не пуштија на избори на 11 декември, еве сега ние имаме значи дополнителен мотив да ги бараме тие избори заедно со локалните и очекуваме дека ќе имаме добар резултат, а пак кога сум кај локалните да кажам дека во 2013 година НДМ оствари трет изборен резултат со освоени 15.537 гласови и 9 советници на локално ниво и после ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ имавме најмногу советници. Зацрните сценарија за нанесување штета на унитарниот карактер на Република Македонија, можна ли е делба на Македонија и што се заговара за Македонија? Па факт е дека има одредени странски центри кои што не мислат на државата, тоа веќе мислам не е некоја голема тајна. Се гледа али сега еве надеж. Ако веќе зборуваме во поширок геополитички контекст, надеж дава победата на Трамп во Америка, во кој што јасно каже дека се прекине таа политика на рушење на влади, легално избрани влади, па од тука сега се останува кај нас македонците. Значи пак ќе се вратам на тоа фамозно домашно единство, значи да дојдат политички структури, политички лидери кои што јасно ќе ги отцртат тие национални интереси. Па еве спомнав нека учат од претходниците, меѓутоа нека учат еве и од албанците. Но зошто земјите од Европската унија не сакаат ВМРО, ДПМНЕ начело со Никола Груевски да предводи Република Македонија? Тоа сега само со еден збор да кажам, бидејќи е предметно поширока анализа, сега моменталните овие политичари што се Европската унија, еве и ова Могерини што ја спомнавте, тие високи се тоа луѓе кои што поминале низ школите на Сорос, кои што има целиот свој живот имале големи привилегии од Сорос, дали преку големи парични средства, дали преку тие студиски патувања, дали и од беззначајни банални работи им финансирале пишување книги. Така да се тоа е една структура која што поминала низ школите, се тоа во главном така некои политичари дури еве излезе во јавноста и сопругата на албанскиот премиер била корисник на огромни парични средства од на големи фондови од Сорос. Така да во заднина има многу работи кои што на прв поглед изгледаат неприфатливи, но од друга страна да не забораваме дека ви гледаме во Америка многу конгресмени пак јасно застануваат дека ќе го испитуваат тоа криминално работење на Сорос, кој што на злоупотреба на тие пари, тоа не е од било кој, него е сега со последното вклучување на Тед Круз кој што беше дури и председателски кандидат од страна на
републиканската партија во Америка. Значи многу конгресмени сега пак го барат обратното, да се испита тоа влијание во политички цели. Изборите 2011 во декември требаше да ја разрешат политичката криза во Република Македонија, но тие уште толку ја влошија политичката криза. Рековте вие решение да се бара во нови избори. Очекувате ли да се формира влада? Кој ќе формира влада? Дали СДСМ, дали ВМРО ДПМН? Можно ли е СДСМ да формира влада и дали таа влада ќе биде стабилна влада која што ќе гарантира значи добар живот на граѓаните во Република Македонија, стабилна држава и просперитет? Па сега видите, актуелнава кавга, бидејќи кажав, оваа криза веќе се сведе на лична кавга меѓу Груевски и Заев. Настаните одат во насока дека еве тоа веќе јавно излегува од изјавите на ВМРО ДПМН дека во никој случај нема да дозволат да се формира влада во која што ќе биде. И колку ќе трае оваа ситуација? До кога ќе трае оваа ситуација? Сакам да го кажам, значи нема да дозволат таа влада во која што ќе бидат вградени тие елементи од сеалбанска платформа. Од друга страна, ако се осмелат од СДСМ да прават влада пак надвор од уставните процедури, да не им се додели без доделување на мандатот, тоа ќе води во еден, може да води во еден судир меѓумакедонски. Сега од друга страна, еве да претпоставиме ситуација во која што и да се формира таа влада, да нема протести, да кажеме, да прекинат протести, да се формира таа влада. Факт е дека таа влада колку би обстоила таа влада? Таа може би ќе обстојува, но нема да биде функционална. Еве таа влада ќе има 67 пратеници и со кои што и на лице место ќе бидат тие длабоки уцени од албанските партии. Не знам во таков случај еве Зоран Заев да формира влада, како ќе функционира таа влада, бидејќи еве ВМРО ДПМН во таков случај може да го направи истото, да стават шатори пред влада и пред собрание, таа влада ќе биде блокирана. Ако останат со месеци, а тоа ВМРО ДПМН може да го направи, ќе биде блокирана со месеци, нема да биде функционална и пак се враќаме на истото. Како ќе остварува Заев таа програма кога еве главниот град ќе биде парализиран, ќе биде блокиран. И договор како ќе се договарат? Значи сега за мене во ова најизгледно решение да се оди на нови избори. Каков би бил резултатот на тие нови избори? Па на тие нови избори ќе се види ако дојде политичка структура која што може да формира влада без тие елементи сега од таа сеалбанска платформа, значи ќе се формира владата и ќе се оди понатаму. Ако пак дојде во таков случај, значи ќе се оди пак на нови избори. Еве да кажеме, еве земеме соседна Бугарија. Еве ги во мај пак имат избори, за 3 години прават 3 избори. Значи секоја година прават избори. Така да тие приказки што ги кажуваат дека изборите коштат, дека биле скапи, тоа за една држава со буџет, со сопствен буџет, со сопствени средства, тоа мислам не држи, нема основа. Така да во демократијата единствен начин се изборите. Од тука сега во оваа длабока поделеност што имаме во земјата, најизгледно решение се избори. Нема дата ни за локалните избори, така требаше да се случат во пробиени. Роковите требаше во мај, јуни да бидат Требаше изборите. да бидат првата половина на мај, дали на 7 или на 14 мај, роковите се веќе пробиени бидејќи тие се распишуваат. Мандатите на градоначалниците поминуваат и што ќе биде кога ќе имаме избори, кој ќе води? Ќе има ли локални избори? Сега едно толкување им даде Министерството за локална самоуправа дека можат градоначалниците да ги вршат понатака своите активности бидејќи 4-годишниот мандат уште не им е истечен. Сега истекува некаде 25 март, бидејќи изборите беа 15 мај истекува мандатот на градоначалниците според нови. Не, им истекува сега во март бидејќи изборите беа март 2013 и кога се конституира 4 години им е мандатот. Тоа јасно кажано. Мандатот им истекува сега некаде во март. 22 март прават 4 години и советниците и градоначалниците. Арно тогаш според тие игри што беа да се продолжува рокот бидејќи СДСМ ги сакаше да ги бойкотира локалните избори, направи измена во законот и рекла дека од сега натаму локалните избори ќе се одвиваат првата половина на мај. Сега недела прва половина на мај паѓа на 7 или на 14. Арно тие рокови сега се пробиени бидејќи кажано дека изборите се распишуваат и се спроведуваат најкасно 90 дена, а најрано 70 дена од распишувањето на изборите. Сега се поминете веќе и 90 има дена и 70 дена се поминети за распишување на локалните избори. Сега ако направат некоја акробација пратениците да го формираат собранието, па со некоја итна измена да ги скратат тие рокови ретроактивно. Сега колку било тоа уставно, да ги скратат тие рокови кои ќе се барат најмалку 70 дена, па за да бидат изборите во мај, али веќе јасно е дека тешко дека ќе има дека локалните избори ќе се одржат во мај, најверојатно ќе се одложат. Кога според вас ќе се одржат? Па бидејќи сега почна летниот период, тоа сигурно можни ли се избори локални? Би било некаде на есен. Во текот на летото. Па во текот на летото сега немало таква практика во Македонија, да кажеме. Они можат ако за да го запазат рокот, сега можат веќе можат и јуни, можат и јули, можат и август тие локални избори, али сега се даден акцент на новата влада. И сега кога би се одлагале тие избори, можеби најсоодветно е да бидат заедно со нови парламентарни избори. Инаку
и да направат притисок странците. Еве, сите да ги стават во владата, да направат некоја влада на поширока основа, во кој ќе влезат сите овие поголеми партии, пак останува тоа да лебди тоа прашање колку ќе биде таа функционална таа влада. И што ќе биде со иднината на Македонија? Оптимист ли сте? Што е во интерес на сите граѓани во Република Македонија, од сите етнички заедници? Во интерес на Македонија сите ние да почнеме да мислиме за Македонија и македонците. Сите ние да бидеме лојални граѓани, бидејќи ова сега кога зборувам за албанците, не бидеме сватени погрешка дека имаме нешто против албанците, дека ние имаме против тие радикални структури кои што се залагаат за рушење на Македонија. Јас сега најискрено ќе ви кажам дека ако имаме ние такви структури и од Америка, и од Шведска, и од Холандија, кои што сакаат да рушат Македонија, јас исто ќе го кажувам и против нив. Да не се свати дека ние сега имаме нешто против албанците, бидејќи многу граѓани тука албанци сакаат да живеат во оваа држава, ја чувствуваат како своја држава. Ние проблемот го имаме од тие албанци кои што повеќе дојдоа од Косово, да кажеме, а инаку тука што се тие старосоделци ја чувствуваат како своја држава, меѓутоа треба да биде јасно дека вие денеска кој устав да го отворите во било која европска држава, ќе ја видите референцата за мнозинскиот народ со гарантирана положба на сите граѓани кои што живеат во таа држава. Меѓутоа сега албанците од таа платформа бараат една бинационална, една федеративна држава, што е незамисливо и сега тоа останува дали ние тоа како македонци го дозволиме и јас сум убеден дека ние како македонци ќе ја одбраниме унитарноста на државата. Но Албанија и Косово се спремни тука да интервенираат за албанците во Македонија. Не би се дозволил таков луксус да одат со војни средства, бидејќи ако тоа се случи веќе ќе се запали целиот Балкан. Тогаш е јасно дека ќе има вмешување од Србија, од Бугарија, ќе се оживеат тие стари соништа према македонците од Грција, така да таков луксус не би си дозволиле овие и Косово и Албанија. Сега пак ќе повторам, значи главната опасност да се спречи, само ние можеме македонците тоа да го направиме, али тоа претпоставува една претходна ситуација да го постигнеме пак тоа домашно единство кој што веќе го спомнувам на неколку пати. Тоа е излезот, тоа е лекот за Македонија. Атентат имаше врз председателот Киро Глигоров, врз Борис Трајковски. Се спремали атентат врз Ѓорѓе Иванов? Па врз Киро Глигоров тоа беше атентат, врз Трајковски тоа беше повеќе така, барем јас што ги знам елементи, се работи за авионска несреќа, али сега времето не е дозволува тоа да го образложиме. Сега останува, кога веќе се напатил на таква една одговорна функција председателот Иванов, до крај да ги штити македонските национални интереси, бидејќи ние во нашата историја гледаме каков завет давале македонците. Значи смислата им била да живеат, да работат и ако треба да умрат за Македонија. Од тука сега значи морат цврсто да опстои на овој свој став. Иванов верувам дека нема да го направи тој гаф како што беше со аболицијата. Даде, па се попишмани. После го менуваше ставот, што беше многу несериозно за еден председател. Сега верувам дека ќе опстане до крај на овој свој став, дека нема да го скршат овие европски бирократи кои што сега почна да доаѓаат со цел да го предомислат. Од тука значи сега се многу зависи од председателот на државата и јас верувам дека ќе биде на висината на задачата без разлика какви закани ќе трпи. И господин Бачев, кој може да распише нови избори? Па тука законот е прилично јасен, мислам нема двосмислености. Локални избори може да распише. Локални и било какви избори распишува председателот на собранието. Од тука сега значи ние Во овој момент кој би требало да распише? Во овој момент не може да распише никој, бидејќи тоа е јасно кажано председателот на собранието. Сега ние баш денеска имаме една координација во собранието на координаторите на пратеничките групи да се договорат да формират комисија за избори и именување. И сега доколку таа комисија се формира, доколку се усогласат, таа комисија ќе го предложи председателот на собранието. И доколку Кој според вас ќе биде председател на собранието? Па тоа веќе не е тајна, јавно излегува кажа дека ќе биде албанец председател на собранието, тоа и СДСМ го кажува дека ќе биде Катарна Дуи. Па се шпекулира со неговото име во јавноста, иако тоа за мене е неприфатливо. Тоа ќе биде една голема навреда за македонците, имајќи го предвид минатото на Талат Џафери, али според договорот што го постигнале, и СДСМ ќе тоа го кажува, ќе биде Катарна Дуи. И доколку изберат, а може тоа да го направат, бидејќи има 67 пратеници, тогаш председателот може да ги распише изборите како председател на собранието. Ето, после тоа не е многу битно во овој момент. Битно од аспект на локалните избори, од аспект на тоа што го зборуваме за едината на земјата, за незината безбедност. Ето тек после ќе следат многу интересни работи кога ќе почнат игрите околу формирање на владата. Господин Бачев, ви благодарам за гостувањето во нашата емисија. Па ви благодарам јас на поканата и се надевам дека во минутите што ги истрошивме ќе го задржавме вниманието на вашите гледачи на интересни теми.
Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, се одјавуваме од седиштето на Народното движење за Македонија. Ви благодарам за вниманието со кое не следавте. Имајте пријатен ден и останете со наша ТВ. Пријатно.